Па добро, општина Кочани е еден од пионерите во примената на законот за меѓуопштинска соработка. Ние веќе практично го реализиравме на пониква со општината Пробиштип, имаме реализирани проекти во делот на урбанизацијата, во делот на изградба на патишта и во делот на другата инфраструктура. Формиравме заедничко јавно предпријатие. И еве сега по втор пат имаме и официјална соработка, меѓуопштинска соработка со општината Чешиново-Влешево. На советот помина многу едногласно, значи сите се заради тоа, и практичната реализација ќе биде во тоа да комуналното јавно предпријатие Водовод го снабдува, односно испорачува вода за водоснабдување на трите села во општината Чешиново-Влешево. Тоа се селата Облешево, Чешиново и Чифлик. Во наредна фаза можно е дури и Луарци. Ово е една практична соработка, односно е практична примена на законот за меѓуопштинска соработка и очекуваме да и двете општини имаат бенефити од таа своја соработка. Па добро, ова е едно прашање кое што ги разбранува нашите сограѓани и имавме и од самиот почеток и позитивни и негативни реакции. И можам да кажам, еве после месец и пол дена од примената на тоа, дека преовладуваат позитивните реакции кај повеќето наши сограѓани, па дури и од оние кои што живеат во централното градско подрачје, кои што сакаат на некој начин да го представат дека тие се противници на регулирање на сообраќајот. Ќе повторам дека интенцијата на мене како градоначалник и на општината беше да се реши сообраќајниот метеж во градот, односно да се овозможи да нормално функционираат објектите кои што се во централното градско подрачје и фамилиите, односно луѓето кои што живеат таму да можат да имаат слободни пристапи до своите домови. Од она што е практично реализирано, можам да ви кажам дека повеќе сум задоволен, заради тоа што се ствара една навика, се постигнува ефектот кој што го беше баран и еве на ова вчерашната седница се проширува паркинг плацот полека према она кое што го зацртавме да имаме вкупно преку 350 паркинг места. Вчера донесовме одлука за проширување во триаголникот помеѓу стамбените згради и објектите на катастарот и водостопанство и Стопанска банка и понатаму до мултикултурниот центар, што се нови 33 паркинг места и ќе почне примената од 1 септември. Така очекуваме да го продолжиме и понатаму и до крајот на годината да сите паркинг места кои што се зацртани да бидат опфатени со наплатата. Сакаме воедно да тоа го модернизираме и да пробаме да воведеме со СМС пораки, бидејќи така ќе ја поедноставиме работата и ќе овозможиме да побрзо се извршува чинот на плаќањето на овие услуги за паркирање. Се се од резултатите кои што ги имаме, мислам дека ефектот е постигнат. Ние ова лето имавме прилично големи инвестициони зафати. Едни од поголемите во последните години, значи Кочани добива на еден дел од градот атмосферска канализација, атмосферската на улицата Страшо Ербапчина, делот над здравниот дом е завршен целосно. Останува да се заврши кракот, долниот крак од таа улица, половината од улицата Роза Петрова исто така привршена, останува таа да се заврши и продолжуваме понатаму со улицата Тодосија Паунов. Тоа се големи зафати, тоа се осетливи зафати, бидејќи се нарушува нормалното одвивање на сообраќајот во Кочани. Воедно оваа година ја решивме една од најпроблематичните, најоштетените сообраќајници во градот, тоа е улицата Димитар Влахов. Меѓутоа, подготовките за неа во делот на решавање на водоводот, канализацијата, шахтите и другите инфраструктурни потреби што беа, малку ја развлече состојбата и може би
можеше и порано да заврши, меѓутоа ако се има во обзир дека првенствено ние бараме квалитет, сепак и тие се завршија. Го завршивме патот во Бели, во завршна фаза е патот, се работи патот према Пресека, така да очекуваме да не само во централното подрачје, и во другите делови од градот. Да не ги заборавиме решавањето на тротоарите кај училиштето Свети Кирил и Методи, другите делови од атмосферската канализација кои што ги сами завршиме на Маршал Тито, така да постојано имаме градежни активности и со тие градежни активности ќе продолжиме и понатаму. Кочани, значи пред моето доаѓање можам да кажам дека водеше грижа за водоснабдувањето и понатаму се продолжува да се води грижа за водоснабдувањето. Ние имаме моментално капацитет од 270 литри во секунда, кои што се далеку од тоа да се постигне максимумот. Максималната потрошувачка доаѓаше до 230 литри во секунда. Меѓутоа, знаејќи дека водата може да се случат било какви работи, ние изградивме, односно средствата кои што беа од проектот Брегалници и нашите средства од општината ги наменивме за изградба на еден нов бунар. Тој бунар е во завршна фаза, очекуваме дека за месец дена ќе биде завршено и дека и понатаму ќе продолжиме да имаме доволни количини вода за пиење, заради тоа што Кочани е еден од ретките градови во државата каде што немаме воопшто рестрикции во водоснабдувањето. Може би подолгорочно гледано исто така се размислува е она што го поставивте како втор дел од прашањето, тоа е Браната Речани. Тоа е проект подолгорочен, тоа е проект на владата и тоа е проект за еден објект кој што чини многу, чини преку 100 милиони евра и кој што ќе имаме и водоснабдување за општината Кочани, општината Виница и Чешиново Облешево и Зрновци, поколку сакаат, ќе имаме наводнување на полињата и ќе имаме производство на електрична енергија. Овој проект е како приоритет на владата на Република Македонија. Оваа година се издвоени 65 милиони денари. Тие се резервирани и тие се наменети за патот. Изведувачот за патот е изберен и секој момент се очекува да отпочнат градежните работи на пристапниот пат. Распишан е тендерот за телото на браната, така да очекуваме дека до крајот на годината ќе имаме изведувачи за телото на браната. Значи овој проект стартува, овој проект оди, меѓутоа сепак треба да бидеме стрпливи бидејќи тоа е капитален, голем проект и ќе треба малку повеќе време да се тој реализира. Ние помагаме буквално на сите наши храмови православни кои што ги имаме и се вклучуваме во изградбата на истите. Црковниот одбор, како што имам последни информации, стапи со некои од потенцијалните донатори и очекуваме да за можне краток период, дека е веќе договорено да се заврши оваа црква на постојниот камен темелник и очекуваме дека во најскоро време ќе отпочнат градежните активности. Ние како општина ќе се грижиме во делот на надзорот, во делот на обезбедување на логистика и така натаму и без обзир што не е директна наша обврска, сепак ќе настојуваме да и оваа црква како она што е во западниот дел од градот да биде привршена во наредната 2015 година.